Nećemo ti mi u tu Makedoniji, mi se mrzimo sa svima kao što. Prekinuo je đubre, pička te malo. Ima ljudi koji ostaju prijatelji i to se najčešće dešava zbog jedne stvari, zato što je jedna osoba zaljubljena, druga nije. To je jedini razlog što ostajete prijatelji i onda ova osoba koja je još uvijek zaljubljena se mora duplo više truditi da pokaže da ju boli kurac i onda se nalazite na kavi i onda ti dolaziš 5 minuta ranije, što ful dokazuje da te boli kurac i dođeš 5 minuta ranije i sam se pripremaš kao sad kad dođe, ledeni špricak, ledena kraljica, samo tako je. I onda dođe, potapšate po ramenu kao Bog. I onda odete na kavu i sve što izlazi iz tvojih usta je ti pokušavaš to zaustaviti, ali ne ide. I onda shvatiš da si napravio potpuno suprotno, da si dokazao potpuno suprotno ili dokazala i onda odeš na kavu, šta napraviš? Odeš na večer van sa frendicama i ubiješ tugu u alkoholu i to, i onda se napiješ ko stoka i u 2 ujutro se budi ona hrabrost, ti vadiš mobitel. Znaš ka, dok ti mene nećeš, pa pička tebi, materina, bezobrazna odjebi. I ti si mu rekla, znaš kako sam si rekla, kaj sam mu sad rekla, znaš, I ti si faca, ali 2 ujutro je, on spava, ni ne zna da je dobio poruku, ali ti ne spavaš, tvoj mozak i dalje radi. I za jedno pola sata, nisam ja to tako mislila, ti znaš da ja tebe volim, pička meni materina bezobrazna. Mašala, povisoki plati, povisoki penziji, dom за сите. СДС, новата програма. Ја многу се возбудив, се поднамовнав да ви кажам, или се најажив на Скопски. Дом за сите, само не кажа овој домов за сите, тоа сите ќе не сместат, што не им се свиѓам у еден дом. Дом на оние што не им одговара. Еден ко старечки дом, ко дом за напуштени деца, ко дом за овакво. Ко дом за промакедонци. Веројатно на таков дом мислат. Ја викам, не се толку луди да ветат дом за сите, дека секој ќе има свој дом, дека секој ќе може да купи стан, да кажем. Абе зашто? Абе можно ли да сте толку глупи, бе? Мислите дека некој ќе ви поверува на овие штосови што ги кажувате, вицови што ги кажувате? 7 години на власт бевте, со прст не мрднавте. 7 години ве заболе за народот, кој што ве донесе на власт. И сега, кога гледате дека сте изгубени во космосот, дека не знаете кај е лево, кај е десно, кога гледате дека рейтингот на владеачката на ВМРО расте, ај сега ќе смишљаме програма кога не успеавте да ги дифамирате, да ги компрометирате со разни трагедии кои што ги сполитизиравте до максимум за да отцрните власт, ај сега ќе смислиме програма. Каква програма? Дај нешто научна фантастика. Абе, ние мислите дека сме ненормални да поверуваме дека оној Шмрчковски и компанија што сте тамо, дека можете да направите нешто, дека можете да, не знам, да обезбедите дом за секој. Сакавте да кажете, изгледа дом за секој или стан за секој, а не дом за сите. Тоа може погрешно да се разбере. Ви реков како, дека сите у еден дом ќе не соберат. Може и логор ќе бидат, кај знаете, не се знае вие. Ако дојдете на власт со бугарите, ете пак логори ово, она, или ќе им помогнете да не депортираат негде у некој логор. Еве Германија се радикализира, знаеш, не е исклучено дека па у наредните 10 години нема да почнат да растат нови логори на смртта на тлото на Европа. Ич не е исклучена таа работа. Пошто види ги главниве членки у Европска унија кои се мислам. Бивши колаборационисти на Хитлер и на Мусолини. Неверојатно. 70-80%, ма как и јаче од Европска унија имаа квислиншки влади за време на Втора светска војна. Почнувајќи од, не знам, Франција, Манција, Португалија, Шпанија, Словачка, Чешка, Полска. Ужас, ужас, Унгарија. Кои сакате, бе? Австрија беше анектирана со Германија. Шведска, Норвешка, сите имаа квислиншки влади. Добре, се освено е Норвешка, други се сите во Европска унија, што ги спомнав. И што ми беше зборот? Дали мислите дека некој уште има будала, ненормален некој Македонија што ќе ви поверува дека ова може да го направите? Вие сте
СД, социјалдемократи, вие сте тотално неспособни луѓе. Тотално. Све што кажавте, све излажавте. Кај вие бе седиштето на Google у Скопје, кај вие фабриката за електрични автомобили у Тетово, кај вие оваа стаза за Формула 1, да. Абе, све што зинавте, све излажавте. И вие мислите дека народов ќе падне на вашата сладкоречива програма? Научна фантастика да читаш? Дом за секој? Како бе ајде, окей, еве, кажавте Дом за секој. Молим те, сакам утре, еве, гледајте го овој клип, го гледате, на Филипче, кој ќе го гледа од СДС, е близок на Филипче, нека му го пушти клипов, еве, шо бараме ние. Ај, презентирајте ни на кој начин секој од нас ќе добие дом. Тоа е стан, ако мислевте на тоа. Ај, објаснете. Како тоа ќе обезбедите за секого стан? Пази, за секого. Значи, тамо не пише за оној што нема стан, што е бездомник, за секого стан. Пошто за жал мојата генерација претежно, Филипче да ти кажам, нема оние што нема среќа као тебе да купуваат станови дури на швалерки, можам да ти кажам дека живеат у станови наследени од баби, од дедовци, од прабаби, прадедовци. Луѓе кои што цел живот работат. Рецимо. Така да, оно што бараме да објасните, да излезете на телевизија, на кој начин ќе обезбедите стан за секој. Ако се земе упреди дека 2000-3000 евра квадрат е у Скопје, како тоа ќе обезбедите стан за секој? На кој начин? Кога цениве на становиве рипаат од месец у месец. У Мадрид, Филипче, имаш поевтини станови у центарот, него у Скопје у центарот. Ја ви кажам дека сме ние земја на абсурдите, на невероватни работи. Не ви кажам, пријатели, други што имам од други земји, колку ефтин квадрат има у појма неа. Ајде да не ви редам сега. Држави у Јужна Америка, у вамо, у тамо. Како да ви кажам, рајски држави. Кај што и спокојно, и мирно, и ова, и она. Шо сме бе ние овде? И вие ќе сте обезбедили, викаш, стан за сите. Кого бе? Зашто уште лажете? Зашто уште мислите дека можат лагите да ви поминат? Вие имавте 7 години фора, време, доверба ви даде народот, да исправите државата на нозе. Вие шо направивте? За возврат на тој народ што ве донесе на власт, ја упропастивте државата. Не само што ја упропастивте, туку ја пониживте до најниски можни гранки. Македонскиот народ го пониживте до најниски можни гранки. Секое дно го допревме. Вие сега одеднаш се јавувате како месии, спасители? Не, никогаш повеќе. Го знаете на оној стихот од Едгар Алан По, како завршуваше на секој овој стих, како завршуваше? Тоа, тој сал грак на Nevermore, гавранот. Тој сал грак на Nevermore. Не, Nevermore, више вие. Не, никогаш повеќе. Ама никогаш. Леп да нема да јадеме. Корења да треба да јадеме. Кулите да треба у отпад да ги фрлиме, затоа што да немаме пари бензин да ги напуниме и ово и оно. Вас на власт више не да донесуваме. Ни подразно, не знам кој ќе најдеме некој појмане, од улица некој ќе собереме, ќе оставиме на власт, вие више на власт не доаѓате. Не знам што да видите. Затоа што сте патолошки лажови. Патолошки нарцисоидни лажови, кои што мет и млеко им течат само кога си во опозиција. А дојдете на власт, вие сте друга приказна. Народот го множите со нула, више народот не ве занима. Народот, кога сте на власт, народот за вас е нижа форма на живот. Нешто подоле од едноклеточните организми, од амеби и парамециуми. На пониско ниво. Толку имате респект за народот. Толку ви интересираат потребите на тој народ, на граѓаните, вие што сакате вака граѓански да се искажуете. Толку ве занима. Затоа, ајде, fuck off, просто кажам. Дом за секој. Кој најде да витува дом за секој? Вие лежите на париве, тие што се околу тебе, Филипче,
кока шмркаат у ден, не знам. Толку овие леп што прават пекариве, брашно не употребуваат овие кока колку што шмркаат у тек на денот. Со тие фраери на батерии, синчиња на разни ваши овакви бивши и сегашни функционери, со нив ќе оправиш државата. Пример, мислам, дај појди прво од себе. И да те прашам едно битно прашање, многу важно. Што кој мој му треба на успешен лекар да се занимава со факинг политика? Може да ми одговориш и на тоа прашање ако сакаш. Што кој мој му треба на успешен лекар кој што фино заработува од операции во мој термин, заработува феноменално, кој мој му треба да се занимава со политика? Особено ако тоа многу лошо го прави. Тоа треба прво себе да се го одговориш, не мене. Ете тоа уврска со ова. Втора работа, дечки, не знам што се замарате околу фудбалов, сериозно. Стварно не знам што се замарате. Што очекувате вие, луѓе? За да имаш квалитетен репрезентативен фудбал, основното е да имаш квалитетна лига, да имаш квалитетни лигаши, прволигаши, да имаш дури квалитетна и втора лига. Тоа ќе подразбира дека имаш и квалитетен погон на производство на млади играчи, квалитетни школи. Што очекувате, луѓе? Како очекувате од играчи кои што не се стандардни, се првотимци у репрезентација, а не се стандардни ниту во клубовите кај што играат низ Европа? Како очекувате да ја победите Данска или појма немам утре Шведска или не знам кој, чии што играчи играат прва постава у најдобрите европски клубови? А овие не се стандардни у просечните европски клубови кај што играат, секоја често направиле кариери, играат у некои јаки лиги и така натаму. Но реално не се стандардни ниту тие просечни клубови во тие јаки лиги кај што играат. А замени нема. Што очекувате, ја не знам. Што очекувате вие од, како да ви кажам, од репрезентација која што еднаш не шутнала на голот на противникот у рок од 90 минути. Што очекувате? Очекувате победа? Можете само да се надевате дека Господ ќе ги зачува и ќе извлечат некој 0-0. Ама гол дека ќе даде, дека ќе победа, не можете да очекувате. Видовте што ни се деси со тие островјаните. Партал не направија. Видовте со данците. Партал не направија. Кај нас све е стихија. И тоа треба да го научите. А стихија е затоа што нема систем. Затоа што, како да ви кажам, често пати не игра оној што треба да игра. Често пати не се вложува во оној што треба да се вложи. Затоа што не му е татко му овој, не му е татко му овој, татко му нема пари, татко му работи како молер, или татко му е ромот шутка, па разнесува мора да собира шишиња од контейнери па за да ги продава таму. Малиот може да е негов на овој шишиња што собира ромот од шутка, може да и пеле. Џабе. Абе џабе. Нема кој да го турка, нема бекап, ќе игра некој 10 пати помалку талентиран од него, него ќе го турка. Затоа што татко му овој оној, мислам, јас бев у фудбалот кога бев млад многу. Ја знам што се случуваше, истата работа е. Потполно истата работа е, нема разлика. Кажав еднаш одамна, мој пријател, другар, заедно игравме едно време. Ајде ќе го кажам, нема да се наљути, Чунга Лунга. Така, талентирано дете, немало пари. Пеле, вика, пеле малиот, пеле. Не доаѓа на тренинзи. Зашо не доаѓа? Татко му вика, не му дава, мора со него да иде шишиња да се обираат од контейнери, пластични. Идење кај него, кај татково, Чунга, кај ја ќе му плаќа. Не кажуваме за кој клуб се работи, кога беше, тоа многу одамна беше. Чунга веќе беше водечни кој пионери мама таму. И се дознало у клуб. Не смееше више да му плати. Се побуниле. Зашо на малиот му плати? Малиот не се врати више вика на тренинг.
Што правиме муабет? За како што очекувате бе вие? Све е стихија тоа, тука нема систем. Систем на правење на врвни спортисти, на врвни клубови, на ова, на она, пари треба. Не го ставите тогаш на маса овој да го мерите со другите. Кога немаме услови, соберете си го чаркичето, скромноста, тоа е супер, ако одиграме да стигнеме до поема, немам, трето, четврто место група, кој увек што сме стигале. И добро и што така сме стигале. Погледнете лигава на што личи бе луѓе. Дали знаете вие дека уназад 30 години у таа македонска фудбалска лига шампионот се знае уште 10 дена пред да почне првенството? Дали сте свесни за тоа? Дали го знаете тоа? Дека се седнува на некое елитно место 10 дена пред да почне лигата и се договара шампионот. Кој ќе биде? Десетина луѓе ова, како да ви кажам, ми го кажале уназад години, ми го кажувале. Што се случува? Вие сакате да имате фудбал, да бидете конкурентен, да ја победите на Данска? Како беше она, гледав, работиве пред да биде утакмицава? Да Данска не е нешто, знаеш. Како бе можеш да кажеш не е нешто Данска? Абе не е нешто сега Данска. Такви имаше изјави од наши стручњаци, наводници фудбалски, од фудбалерите од ова. Можеме со Данска, не е нешто сега. Ете, видовте колку не е нешто. Шо мислиш со Данска? Викам, мислам, не е битно. Викам, 4-5 ке ни бапнат. Имам сведоци за тоа. 4 до 5 гола, викам, ке ни бапнат. Е таа Данска, што не е тоа знаете. Не е таа Данска. Не. Така да не знам што се замарате, едноставно баталете тоа. За жал, ние не го пресликавме системот што го имавме. Југославија, социјалистичка федеративна, имаше систем за создавање на врвни спортисти. Систем. Врвни спортисти, особено во колективните спортови, во спортовите со топка. Врвен систем. И што се деси, се распадна Југославија, оставивме сами, сите го пресликаа системот, сите држави од бивша Југославија у наредните 35 години има успех. Во врвниот создадоа врвен спорт у одредени периоди. Зима олимписки медали, светски првенства во одбојка, во кошарка, во фудбал, во ова, и Хрватска 2 пати играше во финале на светско првенство у фудбал, откако е самостојна. И еднаш трето место освои со Чира Блажевиќ. Словенија отиде на светско првенство. Една Словенија која ќе доеше Олимпија од Љубљана у Скопје у времето на социјалистичка федеративна Југославија да игра со Вардар. Не беше муабетот кој идевме на стадион дали ќе победи Вардар или нема да победи. Муабетот беше само со колку гола ќе им бапне, дали 3-0 ќе ги тепа или 5-0 или 7-1. Тоа беше муабетот. Скијачите у Скопје, 5 комада како од рука, вака, дага. Скијачите на светско беа. И тој добар успех има. Босна беше на светско првенство. Кој не беше? Да не зборам Србија, кој не беше? Ние уште не сме ни допреле до светско првенство. Не знам што се замарате толку, гледам на вакви тренер од мене. Да, втора работа, мислам, не логично тотално. Имаш успех, имаш тренер, без разлика каков е што. Кој ќе те однел на европско првенство, без разлика каков бил форматот таа сезона или тој циклус за да отидеш на европско првенство, дека бил полесен форматот и да, без разлика на тоа. Те однел на европско првенство. Ти него го менјаш. Носиш друг. Кој што горе доле има некои добри резултати остварен. Како што беше овој Милевски, таа Италија кога игравме у бараж, па Португалија ќе кажат тешко не совлада, не беше тешко, не се виде дека се 2 класи бољи од нас, али нема везе, битно стигнавме дали кога Италија ја елиминира. Светски првак 4-кратен, колку 5-кратен, колку е светски првак. И се го менјаш и тој тренер и ставаш некој што, како да ви кажам, нема никаков успех. И очекувате и тука дека и тоа ќе биде, дека тоа нема да се одрази на резултати на ова, на она. Не може така. Не може.
Не може. Или правиш здраво работата од корен ги менуваш стварите, или не го ставај газот тамо кај што другите го вадат оваквото. Не го ставај, брате, ќе го јадеш секако. Ние немаме друга опција, на крајот на краиштата, бе. Дај, зашто? Издвојте пари, бе, викнете стручњак, некој голем од страна, нека ви постави правила, начин на работа, начин на ова. Платете го еднаш, кажете му, мама, тој голем стручњак бара толку. Јеби га, сакате фудбал да направите? Направите го, екипа на луѓе, со се него, да почнат млади погодни да поставуваат начини како се работи, што се работи. И тука има тренери кои што знаат, ќе се уклопат брзо. Тоа ни е шансата нас како мала држава сами да почнеме да раѓаме, да создаваме играчи. И кои што утре нема лесно да се откажуваме од нив и да ги оставаме на милост и немилост, ако нема бекап, ако нема грб, ако татко му не е некој што вложува у клубот, што плаќа ова, што плаќа она, што купува нова опрема, купува топки, купува не знам што, плаќа патувањата, ги плаќа, појма немам. Не. Така само можеме да направиме респектибилен фудбал, никако другачи. Ете, една генерација што беше малце поталентирана, ја врати малце надеж ту фудбалската репрезентација. Почнавме стварно да гледаме дечки на терен кои што знаат да поврзат 5 додавања, 6 додавања, 8, 10 додавања знаат да направат. Имаше една генерација на тој Шумуликовски, на тие 2 додавања не можеа да направат. Тоа беше мучење да се гледаат. Абе, 2 додавања, третото грешка, 2 додавања, третото грешка. Ја ли ги гледаш на телевизија, ја ли одиш ги гледаш на стадион. Не може со топка да се поврзат. Таа една генерација што беше поименам таму, се ги заборев и кои беа не се ни запамтени. И се конечно дојде една генерација која што може да одигра добро. Ако и тргне вечерта, може да одигра добро со некој многу јак. Може да извади добар резултат, може ова ги гледаш дека, знаеш. Ама не е доволно. Не е доволно. Такви требаше 30 играча да создадеш, како што се овој Елмаз, Баради, Маради, Трајковски, барем до нивни квалитет блиски. Ако не е и поише, барем тука. За да се надеваш дека некој може, знаеш, да ги замени одредена ситуација, да смена на генерации, да дојде до ова, да не се осети таа смена, џабе зборам. Ај се гледаме многу еден гол.